Прво, благодарам на присуството и да ви се заблагодарам за тоа што не следевте во изминативе 20 дена и на трпението и на вниманието и на тоа што не пренесувавте. Во моје име и во име на доктор Сашо и доктор Ѓубен, навистина ни беше задоволство и се надевам ќе продолжиме да комуницираме и после кампањава и од сега закажуваме на дружба во понеделник или вторник, зависно од тоа какви ви се вас обврските. Денешната пресконференција е завршна, последна пресконференција. Би сакал во моје лично име и во име на моите двајца колеги, со кои што се надевам во следните 4 години заедно ќе работиме во Македонското собрание, да изразиме благодарност до граѓаните за нивната излезност во првиот изборен круг од претседателските избори. Изборниот круг помина во неголема регуларност и без никаков инцидент и изборен круг во кој што ВМРО-ДПМН имаше убедлива разлика наспроти своите политички опоненти. Во вториот круг на претседателските избори, како и на парламентарните избори, се заокружува изборниот процес во Република Македонија. Затоа би сакал, во името на кандидатите за пратеници, носителот на листата во изборната единица 5, господинот Антонио Милошовски, на целиот општински изборен штаб Охрид, да ги повикам граѓаните во што помасовен број да излезат на гласање во недела на 27 април и својот глас да го дадат за кандидатите кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН, да гласаат за број 5 и носителот на листата Антонио Милошовски, како и да гласаат за број 1 и Ѓорѓе Иванов за претседател на Република Македонија. Разликата е јасна и евидентна. Од една страна е ВМРО-ДПМН, која што нуди јасен концепт со програма од 2046 проекти, наречена проверено, заради тоа што она што досега го ветувавме, го остварувавме. Таа програма е направена пред се од потребите на граѓаните. Од друга страна, гледаме дека СДСМ се користи само со празни зборови и лажни ветувања. Она што сакаме да го посочиме и да го предупредиме на оваа пресконференција е дека во недела на 27 април од страна на СДСМ се можни црни сценарија со кои би се нарушил изборниот процес. Намерата би била изборите да бидат прогласени за невалидни. СДСМ соочени со фактот за нивниот изборен пораз на предстојните претседателски парламентарни избори би можело да направат одредени црни сценарија од типот снемување на фломастери за обележување, насилно туркање на избирачки кутии, понатака фотокопирани избирачки ливчиња, лажни идентификации, лажни лични карти и слично. Исто така, целта на политичката партија ДУИ е да не успеат претседателските избори и ВМРО-ДПМН да нема 62 пратеници со цел Македонија да биде уценета. Ги повикуваме граѓаните да не наседнуваат на ваквите сценарија и својата поддршка да ја манифестираат преку голема излезност на 27 април, поголема од таа во првиот круг. Поддршката да ја дадат за ВМРО-ДПМН со закружување на бројот 1 за кандидатот за претседател од страна на ВМРО-ДПМН, претседателот Ѓорѓе Иванов, како и за кандидатите за пратеници од изборната единица 5 со закружување на бројот 5 предводена од Антонио Милошовски. Во недела да победи демократијата, да победи Охрид и да победи Македонија. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО-ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.